Почитувани добро вечер, гостин во емисијата Став е директорката на Општинското основно училиште Марина Манойловска. Господја Манойловска, добро вечер. Добро вечер и добро ве најдов. И благодарам што успеавте да одвоите време за вечерашнава емисија со оглед на тоа што крај на школска година, последниот ден од оваа учебна година. Кога се во прашање медиумите, ништо не е тешко. Општинското училиште Браќа Миладиновци неодамна прослави 65 годишен јубилеј од своето постоење. Патронат чином за прв пат се прослави во спортската сала во Куманово. Богата манифестација со високи гости. Колку време беше потребно да се организира една ваква манифестација? Колку ученици, наставници беа вклучени во сето тоа, се разбира на чело со вас како менаџер на училиштето? Општинско основно училиште Браќа Миладиновци брои 1300 ученика и 107 вработени, што значи дека има доволно потенцијал и човечки ресурси да спроведе и направи ваква една манифестација. Реално таа манифестација некако ни стоеше во глава како нешто кое моравме и требавме да го направиме од проста причина затоа што стереотипното прославување на патроните празници веќе е некако досадно и исклучително претпоставувам за сите кои ги повикуваме како гости оптеретување. Затоа решивме да оваа манифестација биде во спортска сала и претпоставувам дека сме прво основно училиште во Република Македонија, не само во општина Куманово, кој на ваков начин направи прослава на патронен празник и исклучително голем јубилеј 65 години постоење на основното општинско училиште. Што друго можеме да кажеме во врска со оваа прослава? Па тоа дека времето кое ни беше потребно е некаде 3 до 4 месеци, затоа што на терен ние излеговме со сите 1300 ученика, од кои 100 беа опфатени во делот на она што велиме редарска служба, ученици кои има надпишано надписи и букви со на ОУ Браќа Миладиновци, Куманово те гушкаме, и мал дел од она што велиме машки кои не сакаат да играт, но 1200 ученика беа на терен и тоа беше нешто направено во облик на след, па некако доаѓаше баш 23-ти пред 24-ти ден на Кирил и Методи, а во исто време и некое подсетување на некои минати времиња кога уживавме во вакви манифестации. Човечките ресурси кои ги имаме беа ставени максимално на располагање. Имавме и место, и начин, и време да вежбаме и да направиме ова манифестација навистина да биде безпрекорна. Она што мене до третата точка ми беше топка. После третата точка мислам дека целиот фокус и целиот настан преку очите визуелно ми влезе во душата. Бев презадоволна од се она што го направивме, од она што го презентиравме, од она што можеше публиката која беше тука да види и заедно со нас да учествува. За учениците заврши ова учебна година. Задоволни ли сте од резултатите, од успесите кои што учениците ги постигнуваа во текот на целата година? Нели од натпреварите и од општиот успех на учениците? И дали се уште важите за едно од најдобрите училишта не само во Куманово, туку и на државно ниво? Според просекот? Па не сум јас на некој начин ниту субјективна, се трудам да бидам објективна и кога ќе кажам дека Општинско основно училиште Браќа Миладиновци е меѓу најдобрите во Македонија, мислам дека не грешам. Резултатите кои ги постигнуваме покажуваат дека сме на прав пат, на вистински пат, и во делот на она што велиме воспитно-образовен процес, но и она што велиме комуникација со локалната средина и со самото општество. Жал ми е што понекогаш немаме доволно она што велиме медиумска презентација, некако се ми се чини дека има мал број на медиуми кои може да ги следат работите во образованието. Понекогаш и образованието не е податна дејност за медиумите и многу настани остануваат неодбележани, но во секој случај родителите и граѓаните на општина Куманово знаат што Браќа Миладиновци работи, на кој начин го работи. Транспарентни сме во секој случај, а се надевам дека и вие медиумите во тоа не ќе следите овие години во чекор. Последниве неколку години ова училиште е рекордер по бројот на запишани првачиња. Дали овој тренд продолжува и годинава, еве во мај беа уписите, формално завршија, но секако дека од некои причини запишувањето на првачињата трае речиси до 1 септември. Каква е ситуацијата оваа година?
И ова за година, следната како учебна. изминативе 3, навистина сме рекордери во бројот на запишани ученици. 150 првачиња е огромна бројка, па дури за нас како училиште. Затоа ви користам на некој начин, упатувам апел до родителите да ги запишуваат децата на реон таму, каде што припаѓаат. Образовните институции и наставниците секаде се исти. Значи, сите се квалитетни, а тоа самите го правиме на некој начин да нешто квалификуваме дали е добро или не е добро. Реално, дека 150 првачиња е бројка со која сум презадоволна како менаџер на ова институција, но од друга страна би сакала и сите наши колеги во општина Куманово да имаат доволен број на ученици за да ја започнат учебната година. Родителите се користат со разни манипулации, со изводи. Од баба, дедо, улици, броеви, така да како училиште ние постапуваме по закон и ги запишуваме првачињата. Но реално знаеме дека не е тоа така и дека таа бројка која за мене лично 2012 кога станав директорка беше недостижна, затоа што затеков 84 првачиња, сега е премногу голема и би требало на некој начин да направиме нешто во интерес на тие ученици и на сите образовни институции кои се во општина Куманово да си ја вршат својата дејност за која се и наменети. Кога сме веќе кај првачињата, нели детето може да поиде во прво оделение ако се навршени 5 години и 8 месеци. Сметате ли дека оваа возраст е доволна и детето е доволно зрело за да тргне на училиште и да се соочи со Кембридж програмата? Како од првачињата го совладуваат наставниот материјал? Кембридж програмата сега е укината, така да се надевам и со новиот закон кој ќе почне. Сега е во нацрт, но се надевам дека ќе биде донесен до почетокот на учебната година и со измените кои беа направени во оние наставни планови и програми, дека на учениците овој почеток на учебна година ќе биде многу полесен и поинтересен. Предпоставувам дека многу работи во образованието треба да бидат сменети и променети, но почнавме. Со скратени часови, она што велиме во прво оделение само 4 часа, предметите уметност и музичко се споени. Слушам дека во најава е и професор по физичко како соработник на оделенскиот наставник во изведување на настава по физичко образование. Наставните планови и програми се редуцирани од прво до трето со материјал кој навистина би требало да им биде интересен и не оптоварувачки на децата. Образованието никогаш не е доцна да го почнете. Жал ми е што имаме малку градинки, што не се опфатени сите деца во таа установа кои бараат можност, затоа што тоа е еден голем плюс за децата кога почнат во училиште. Социализацијата кај оние кои биле дома и оние кои оделе во градинка не е иста и прифатот нормално дека кај сите не е подеднаков. Се надевам само дека од оваа учебна година ќе имаме можност да почнеме со новата програма и да им покажеме на децата дека училиштето не е баук, туку напротив е нешто интересно, место во кое можете да земете знаење, умење и вештини кои ќе ви се потребни за понатаму. Некако останува некој горчлив вкус после сите овие години кои ги има поминато во образованието, дека само одиме на реформи, а немаме повратна информација дали тие реформи се успешни или не се. Еве конкретно таа Кембридж програма беше катастрофална и за децата и за наставниците. Место да децата чувствуваат радост што се наоѓаат во училишни клупи, тие има хендикеп и некако нерасположени ода на настава. Основното образование пред се значи основа, давање на учениците запознавање со сопствената татковина, запознавање со математика, македонски и со оние вештини кои се потребни, музичко, ликовно, физичката активност, но не со трупање на предмети, а на крајот сето тоа немате ниту з од знаење. Директорке, голем број проекти го одбележа вашето менаџирање со училиштето Браќа Миладиновци. Еден од поинтересните, покрупните проекти
Во последно време, мислам дека беше и последен, е проектот за целодневен престој за лицата со посебни потреби. Не само ученици кај вас во посебните паралелки, туку воопшто за децата со посебни потреби, така на ниво на општината. Кажете ни како успеавте да обезбедите средства за овој проект и нели кога ќе почне тоа реновирање, реконструкција? Тоа е благодарение на министерката Мила Царовска и Министерството за труд и социјала, кој навистина има разбирање за нашите потреби, затоа што ние сме единствено училиште во североисточен регион кој има паралелки со посебни потреби. Но воопшто во градот не постои целодневен престој за такви ученици и многу голем дел од родителите немаат можност за вработување. Немаат можност својата социјална положба да е подобрет со тоа што ќе имат можност детето некаде да го остават за да можат некои 7, 8, 6 часа да поминат во работа и да го подобрат семејниот буџет. Ова ми дојде како некое исполнување на мојот голем сон. 2012 тоа ми беше најголемиот сон да ја завршам сопствената кариера со вакво нешто. И претпоставувам дека од до година тоа нешто ќе биде реалност, нема да биде сон. Тоа е последниот проект кој излезе во службен весник, што значи дека неговата реализација ќе почне. Се уште немам известување од Министерството кога и како, но ќе биде во склоп на посебни паралелки на улица Тане Георгиев, каде всушност се наоѓа и римското наше училиште, така наречено Карпош. Се знае ли колку ќе биде капацитетот или се уште тоа допрева ќе се утврдува? Се знае ли за колку ученици ќе бидат тие простори? Претпоставувам дека тоа ќе биде една мала група од 15 до 20 ученика и тој простор толку може да одговори на потребите, но во секој случај ќе го има, ќе постои и ќе функционира и од тоа ќе извлечеме поука дека за такви деца треба многу повеќе. Така, колку ученици со посебни потреби сега имате во посебните паралелки? Со колку стручен кадар располагате? Сега во овој момент, сега во овој момент имаме 55 ученика во посебни паралелки и 9 дефектолози со еден логопед кој функционира наназад 15 години. Ги задоволува потребите на овие ученици кои се тука. Претпоставувам дека можеби ако има уште еден ваков објект, дека и тој ќе има доволен број на ученици. Сега за сега сме толку во можност да примиме и со толку функционираме. Тоа се паралелки од 1 до 9. Учениците потоа се насочуваат зависно од категоризација во средните училишта и имаат можност да се стекнат со одредени способности и вештини кои натаму во животот ќе им користат за да можат да опстојат во самото општество. Основното училиште Браќа Миладиновци располага со современо опремени кабинети. Како успевате да им обезбедите на учениците современи услови за воспитно-образовниот процес? Дали се тоа само донации, средства од државата? Како успевате да им обезбедите? Работите на проекти? Па да, работиме на проекти и реално дека огромен број на нагледни дидактички средства кои ги имаме добиена се преку спонзорства, грантови и донации. Во тој дел најмногу соработка имавме со Сорос, односно отворено општество, и швајцарската организација Песталоци кои заедно донираа кај нас голем број на нагледни дидактички средства, така да ние и располагаме со тој број, но имаме и проблем понекогаш за нивно користење, затоа што сите знаеме дека сме единствено училиште во Република Македонија во еден објект работат 2 училишта. Не секогаш е практично, не секогаш е добро и не секогаш успевате да го спроведете она што го сакате, затоа што временската рамка е ограничена и е толку од прва до втора смена. Но во секој случај се снаоѓаме, а дека добро се снаоѓаме зборува и резултатот од уписната политика со 150 првачиња. Така. Училиштето доби гранти од Јапонија за парно грејење во објектот кај Соколана. Тоа е преспоследен проект кој го добивме сега пред
некаде во март месец. Грантот е 54.000 евра и за прв пат во Соколана ќе ги isfрлиме шпоречињата на дрва и ќе можеме да се грееме на парно. Во исто време, онаа столарија која ни остана недосменета, исто така ќе ја промениме. Тоа се внатрешните ходничките прозорци, подови во одредени училници и врати на самите училници. Така да тој објект ќе остане комплетно завршен, со што се надевам дека ете некој после мене и ќе најде можност и фасадата да ја среди и како објект, тоа е веќе што велат кумановци, топтан даден на употреба. Така, браќа Младиновци чином располага со 7 објекти. Дали во наредниот период можеби планирате реновирање, реконструкции во подрачните училишта или барем во овие други објекти нешто? Какви се плановите за иднина? Имавме еден конкурс и барање од општината да поднесеме проекти за реновирање на руралните училишта. Ние се одлучивме тоа да го направиме во село Пчиња, затоа што таму претпоставам од 2004 година, кога тоа училиште е споено со браќа Миладиновци, нема ништо направено и редно е и за тие ученици да им се даде можност да учат во подобра и поубава средина. Направивме проект за промена на надворешна и внатрешна столарија и за подови и се надевам дека и тоа училиште ќе добие еден нов лик, сосема поинако во Довој. Инаку руралното во Студена Бара го реновиравме со лични средства кои ги поседуваме како училиште. Тука имаме веќе направена промена на внатрешна и надворешна столарија, имавме донација од родител за подови, училишниот мебел кој го добивме како грант од Централна Европска банка исто е ставен во употреба, така да тоа училиште веќе она што велиме добро средено и адаптирано за таа бројка на деца кои учат таму. Останува во Пчиња и она што во моментот мене ме најповеќе измачува е дека не успеа во овие 5 години, колку менаџирам со ова училиште, барем нешто да чепнам во подрачното што го имаме во, односно реонското во Карпош, или така наречено циганско сокаче. Ги спомнавме сите останати нели објекти со кои располага браќа Миладиновци. Сега се враќаме на Централното училиште. Какви се плановите во врска со Централното училиште? Нели досега мислам и досега имаше нели доста проекти изреализирано. Се планирали уште нешто? Оној големиот и главниот со кој го реновиравме Централното училиште 2014 година е грант од Централна Европска банка. Некаде висина беше околу 200.000 евра и реално многу променивме и многу направивме. Остануваат страничните објекти, може би со некои ситници и мали промени да се доработи, но реално дека она што го баравме како реновирање, успеавме и сега мислам дека централната зграда личи на Централно основно училиште во кое учат 1300 и од Крстеви Сирков 1300-2600 ученика. Значи, условите за 2600 ученика се многу поподобрени. Планираме нормално дека ќе имаме уште проекти и дека најважниот сврзан со Централното училиште ќе биде оградата околу училиштето со цел да ги заштитиме самите ученици и од сообраќајата и од она влегување непотребно во самиот објект, каде што веќе и држиме и часови во надворешни услови, каде што имаме и многу делови кои ни се потребни, а се ставени некаде во надворешни услови. Современи и солидни услови за воспитно-образовниот процес во училиштето има. Но има ли добар однос, односно каков е односот на првенствено би кажала на учениците кон наставниот кадар и обратно? Опсегот на информациите пред 10 години беше 5 години, сега веќе тоа е намалено на 6 до 4 месеци. Што значи дека ние како наставници мора да бидеме во чекор и со новото време и со новите барања кои ги бара не само образовниот процес, туку воопшто системот на функционирање на државата, па и самото живење. Така да обуките константно се спроведуваат во дел на она што велиме оплеменување на нашата работа. Во исто време се трудиме сите иновации кои ги има достапни да ги воведеме во самиот наставен процес. Не секогаш
и велам дека тоа е успешно и се покажува како успешно, но затоа ние сме тие кои правиме евалвација на она и врз основа на резултатите од тоа нешто отстрануваме, нешто додаваме, се со цел да самиот воспитно-образовен процес биде интересен за учениците, иако не секогаш можете врз основа на она што велиме иницијативност или само иницијативност да направите, затоа што сте врзани со наставни планови и програми, но сепак начинот на восприемање на тие податоци и на тие знаења можеме да го направиме поинтересен за учениците. Самиот наставен кадар редовно ги посетува сите обуки кои ги имаме во план и интерни и оние кои ги организира Бирото за развој. Од друга страна, учениците имаат сосема свој пристап кон училиштето и можеби тоа се должи на она што некое време тоа беше воспитно-образовен процес, сега останавме само на она образовен процес. За жал, воспитниот дел е толку занемарен и оставен некаде настрана, што последниве генерации можем да кажам дека можеби имаат знаење, но немаат воспитување. Затајуваме и како општество и како средина. Ако сакаме едно општество да го темелиме на вредности, на квалитет и капацитет, тогаш реално дека ќе мораме воспитниот процес да го вратиме таму каде што му е местото. И во семејството, и во образованието. За жал, сега за сега, тој дел, мислам дека ни фали и тој сегмент е навистина потребен да ова општество има сосема подруги морални вредности, но и норми и нормативи на кои ќе се темели самото општество. Сметате ли можеби дека родителите во трка за подобра екзистенција можеби многу малку посветуваат внимание на воспитувањето на своите деца? Едноставно од немање време или нели премногу обврски? Па ја толку не мислам дека тоа е заради работните обврски. Квалитетно време проведено со детето не е 24 часа, може да биде и 1 час и квалитетот да се види, да се познава. Сепак не е се во трката за пари. И во наше време родителите работеле, но се знаело кое што каде. Сега некако како родители потврливме затоа што не ги оспособуваме децата за живот. Туку ги чуваме во стаклено звоно и превземаме одредени действија кои всушност тие треба да ги прават, ние ги преземаме на свој собствен грб со цел да ги заштитиме. Можеме да ги заштитиме одреден временски период, но животот нема да ги штити. И она што е најглавно е дека ние нашите деца не ги учиме да живеат. А е потребно да живеат. Излегуваат надвор и престанува времето кога ти можеш и да го контролираш. Ако не го научиш да живее и самото да се штити и снаоѓа во животната средина, тогаш имате проблем со самите себе. И затоа велам дека воспитанието мора да се врати назад во оној облик во кој го има во сите општества, не само во нашето. Мора да го поседуваат како вредност. Затоа што благодарам, извини, добар ден и добро утро не е само учтивост, туку е баш принцип на воспитание. Имате ли често ситуации во училиштето кога родители доаѓаат и наместо да го искарат своето дете што не научило или нели не се покажало добро на некој испит, на некоја контролна, за тоа на крај според родителите испаѓаат виновни наставниците? Се случуваат ли такви работи? Оделенски наставник на првиот родителски состанок секогаш сум имала потреба на родителите да им се обратам со една реченица. Дека нивното дете, какво и да е, што и да прави, ја ќе успеам да го издржам. Но проблемот е во тоа што тие ќе треба детето да си го издржат цел живот. И сите проблеми, и сите лоши делови и аспекти од воспитанието, тие ќе мора да ги сносат како последица. Има секакви случаи. Баш вчера имав родител кој дојде со образложение дека ако бараме од учениците знаење за петка, треба да имат и учебници кои личат за петка, а не такви какви се. Има деца кои можеби немаат учебници. Се сноѓаат и се супер одлични. Значи не е секогаш до учебникот и не е секогаш до наставникот и до училиштето, понекогаш тоа е тука
се спаѓам и јас сум била родител, сега сум и баба, што значи дека сите спаѓаме во таа категорија, дека сме субјективни во однос на сопствените деца. Се додека како родител не си ги спознаеш капацитетите и квалитетите на сопственото дете, тогаш не можеш од него да очекуваш резултати. Мора да знаеш колку знае, колку може и колку не може. Да, има проблем, затоа што сега еден родител минатата година ми дојде и ми вели: "Упа, потешко е да завршиш основно образование отколку факултет." И во нашата држава е точно тоа, баш ситуација таква. Тешко е да завршиш основно образование, со факултетот воопште не е проблем, било каде и било како, да ќе имате факултетска диплома. Но затоа и општеството не се темели на вредности и не продуцира квалитет и капацитет. Се додека размислуваме на тој начин, претпоставувам дека како родители не ги своите деца ниту заштитуваме, ниту унапредуваме. Господја Манеловска, што мислите за промените кои што се предвидуваат со нацртот на Законот за основно образование? Па се уште се дебатира за него. Имав шанса со новиот министер за образование кој беше присутен на патрониот празник во делот на законот и нешто да предискутираме, рече дека ќе има уште некои отворени дебати со цел законот на вистина да биде квалитетен и добар, иако то на прво читање кое го видов ми се допаѓа во дел на одредени сегменти, па и како забелешка и на министерот му го соопштив, дека онако велиме постои четвороаголник за соработка наставник, ученик, родител и локална средина. Тогаш во законот ние имаме локална средина, имаме ученик, имаме наставник, но родителот како најбитниот сегмент во образованието го немаме. За жал, а мора да биде присутен. Затоа што сите соработки и сите потребни работи кои ни се сврзани со воспитно-образовниот процес не зависат од родителот, од неговото присуство, од неговата соработка, од неговиот начин, од неговиот пристап кон ученикот, кон самиот воспитно-образовен процес. И навистина инсистирам во законот да биде ставено и улогата на родителот во самиот воспитно-образовен систем. Без тоа ние нема да имаме ниту она што го квалификува како општествени вредности, нормални, нормативни, етички норми, ниту пак ќе имаме воспитно-образовен процес кој ќе даде резултати. Законот е позитивен, има доволно добри промени со кои на учениците им се дава поголеми можности и начин да стекнат поголеми знаења, способности и вештини, бидејќи пазарот на трудот веќе е навистина ригорозен и бара квалитет. Од друга страна, се надевам дека покрај Законот за основно образование ќе имаме можност за изработка на локални курикулуми со кои баш тој пазар на труд ќе биде утврден по реони каде учениците се образуваат и имаат потреба за таков кадар. Еве, бидејќи е денеска крај на учебната година, која би била вашата порака до учениците во пресрет на новата учебна година? Па јас би им посакала ова лето да го искористат за игри во природа, за размислување за она што велиме овие кои веќе завршуваат девето, каде и како ќе се запишат и правилно да се одлучат и да се насочат, бидејќи тоа е многу битно за нивниот иден живот. На останатите им посакувам навистина летото да го поминат во одмор и во рекреација. Наставниците си имаат своји должности кои навистина ќе ги изработат како и секогаш. Господја Манойловска, ви благодарам уште еднаш на вашето гостување. Ние како телевизија секако и понатаму ќе ги следиме сите ваши активности, проекти и секако дека ќе ги пласираме на јавноста. Ви благодарам и вам. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Се гледаме за 2 недели. Пријатна вечер.